Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. 5 мина пациенти кои беа повредени во пожарот во дискотеката Пулс вчера вечерта се вратија во Македонија. Со комерцијален лет тие слетаа на Скопскиот аеродром, од каде беа префрлени на токсикологија за последни анализи пред да бидат пуштени на домашно лекување. На Скопскиот аеродром ги пречекаа министрите за здравство Таравари и за надворешни работи Тимчо Муцунски. Еден пациент пристигна од Атина и уште 4 од Мадрид. Кризниот штаб при Министерството за надворешни работи и надворешна трговија останува целосно активен и продолжува да го координира процесот на репатриација на повредените пациенти, како и поддршка за нивните семејства, велат од Министерството за надворешни работи. Во текот на денешниот ден, според најавите на надлежните, се очекува во земјава да пристигнат уште пациенти кои беа испратени на лекување во странство по пожарот во дискотеката во Кочани, во кој загинаа 59 лица, околу 200 беа повредени. Во моментов имаме 4 пациенти во странските клиники кои се уште се во критична состојба. Двајцата поранешни градоначалници на Кочани се вратија во домашен притвор, откако судија на претходна постапка вчера им ја прифатил нивната жалба и решил да им ги ублажи мерките. Со тоа поранешните градоначалници Радко Димитровски и Николчо Илиев од притвор се селат дома, додека последниот градоначалник Љупчо Папазов, кој си поднесе оставка по трагедијата, останува во ефективен притвор. Информацијата ја потврдија од обвинителството, од каде велат дека поднеле жалби на одлуката за ублажување на мерките. Постапувајќи по поднесени жалби од вкупно 17 осомничени, Основниот суд во Кочани ги одби жалбите на 14 лица и ја потврди мерката притвор. За 3 лица мерката ефективен ја замени со куќен притвор. За двајца од нив, поранешни градоначалници на Кочани, Кочанското обвинителство вложи жалба пред апелацискиот суд во Штип и побара да опстои мерката ефективен притвор, се вели во информацијата на обвинителството. Оттаму додаваат дека во куќен притвор се сели поранешната директорка на државниот пазарен инспекторат Анета Симевска-Димовска. Одлуката била донесена поради здравствени причини и за неа обвинителството нема да се жали, со што таа станата правосилна. Инаку од вкупно 36 притворени лица до сега жалби поднеле 22. Во меѓувреме обвинителството продолжува со истрагата. Вчера и завчера се вршеа претреси на повеќе локации и се испитуваа сведоци. До овој момент нема информации за проширување на листата на осомничени. А во ДУИ тврдат дека истрагата за пожарот се водела селективно. Тие најавуваат дека денеска ќе побараат од собранието формирање на посебна парламентарна анкетна комисија, која ќе го истражува, како што тие велат, селективниот и едностран пристап на правосудниот систем, кој тврдат дека е под контрола на владата. Оваа комисија треба да се формира веднаш и да вклучи представници на ОПСЕ, како и представници на амбасадите на САД, Европската унија и земјите членки на Европската унија во својство на наблюдувачи, со цел да се обезбеди фер, независен и транспарентен истражен процес. Селективната правда го потресе секој граѓанин на оваа земја и создаде без преседан ситуација која ги загрозува темелите на правната држава и довербата на граѓаните во институциите. Неодговорноста или политизацијата на правдата за теснопартиски цели не ги загрозува само основните права на граѓаните, туку и демократската стабилност и европската перспектива на земјата, се вели во соопштението на ДУИ, чиј поранешен екс-министер за економија Крешник Бектеши е меѓу осомничените и во моментов се наоѓа во притвор. А СДСМ вчера одржа седница на Централниот одбор на партијата, на која истрагата за трагедијата во Кочани била главната тема. И во СДСМ го делат впечатокот на ДУИ дека истрагата се води селективно и дека во неа биле опфатени само функционери од минатото. И тие, како и ДУИ, бараат анкетна комисија. Заклучоците на вчера одржаната седница на Централниот одбор на СДСМ е дека досегашниот тек на истрагата покажува дека самата истрага се води селективно, сензационалистички и дека практично е насочена кон минатото, кон поранешни функционери, не кон функционерите кои што се директно одговорни затоа што тие ги вршеле функциите на денот кога се случила трагедијата. Беше истакнато од повеќе членови на Централниот одбор дека таквата селективност во постапувањето е комплетно неприфатлива и дека тоа всушност и не представува правда
и дека согласно тоа Социјалдемократскиот сојуз ќе бара и ќе инсистира да се спроведува независна, темелна истрага која што е комплетно неселективна во врска со случувањата во Кочани, и дека на каква било селективност која што ја покажуваат истражните органи, вклучително и оние кои што се представници на извршната власт, дека ќе се спротивставиме жестоко. Македонија денеска одбележува 5 години од зачленувањето во НАТО, откако на денешен ден во 2020-та стана 30-та членка на Алијансата. Со тоа земјата реализираше едно од нејзините стратешки цели, која е зацртана и во резолуцијата што собранието ја усвои уште во 1993-та. Во финалната декларација од самитот на НАТО во Букурешт во 2008-та Алијансата донесе одлука дека земјава треба да добие покана за членство, но откако ќе го реши спорот за името со Грција. Од тогаш се до пред 5 години земјата добиваше идентичен одговор од НАТО, прво името, а потоа членство. По промената на името на денешен датум во 2020-та преку македонската амбасада во Вашингтон во Стейт департментот во САД беше депониран инструментот за пристапување кон Северноатлантскиот договор, со што земјава и официјално стана 30-та земја членка на НАТО. По тој повод денеска во клубот на пратеници во Скопје се одржува средба на министерот за надворешни работи и надворешна трговија со амбасадорите на земјите членки и партнери на Алијансата. 5 години на силно сојузништво, единствено, решителност и солидарност во справување со заедничките закани, во време на предизвици кои имаат далекосежни импликации врз нашата безбедност. Од моментот на осамостојувањето, наша приоритетна визија била да го заземеме своето место во современиот демократски и слободен свет. Како општество заеднички се определивме за евроатлантските и европските интеграции, кои за нас представуваат не само стратешка цел, туку извор на внатрешна кохезија и мотивирачка енергија. На патот кон НАТО се соочивме и со многу предизвици. Сепак ваквите околности не беа пречка за исполнување на нашите цели, кои се широко поддржани од граѓаните во земјата и од целокупниот политички естаблишмент. Со пристигнување на патници од Истанбул, денеска на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле ќе биде означен официјалниот старт на новопоставената авионска линија од Истанбул до Охрид. Станува збор за првиот лет на директната линија на авиокомпанијата Turkish Airlines, што од денеска ќе лета од Истанбул до Охридскиот аеродром. Според претходните најави, летовите на линијата Истанбул-Охрид ќе се реализираат 4 пати седмично, и тоа во понеделник, четврток, петок и недела. На денешниот настан на Охридскиот аеродром предвидено е да присуствуваат премиерот Мицкоски, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, како и директорите на ТАФ и Turkish Airlines. Настанот е закажан за по 14 часот. Детали ќе имаме во следните вести. Откако во вторникот на владина седница помина информацијата за утврдување на минималната плата, согласно која таа треба да биде зголемена за 1800 денари, вчера Сојузот на синдикати реагираше што ваквата одлука била донесена без договор со работниците. Од владата велат дека овој износ утврден согласно законските критериуми од минималната плата и дека одлуката е легитимна. За петок е закажана седница на претседателството на Сојузот на синдикати на Македонија, на која ќе се разгледаат идните чекори што ќе се превземат, а според информациите на ССМ, за тогаш е закажана и седница на Комисијата за репрезентативност. Со последното зголемување од 1800 денари, минималната плата ќе изнесува нешто на 24.300 денари. Согласно законот, минималната плата се коригира секој март според формула во која растот се базира половина на зголемувањето на просечната плата и уште половина на инфлацијата.